благодарам колега Панчо Минов на репликата. Меѓутоа, точно стои во членот дека во однос на ајде од тука да почнем, односно урбанистичките проекти од став 1 на овој член во однос на претходната, органот на државната управа надлежен за вршење на... Ве молам, колешки, да ја дозволиме на Јадранка Поцкова да се доискаже. Вели, колешке, Марија. Во членот 2 вели, од законот се вели дека за исплански опфат, за кој веќе биле издадени услови за планирање на просторот, доколку донесувачот ги измени целите и наменската употреба на земјиштето во планската, односно проектната програма за урбанистичките планови, односно урбанистичките проекти од став 1 на овој член, во однос на претходната, органот на државната управа, надлежен за вршење на работите од областа на просторното планирање, издава потврда за важноста на издадените услови за планирање на просторот, додека е во сила просторниот план врз основа на кој се издадени истите. Значи, мое мислење е, и мислењето, ова е мислење и на експертската фела, дека треба да стои не потврда, него мислење. Без разлика што е, ова, како што стои овдека во законот, дека е завршење на работите за важноста за издадените услови, да скратам, за планирање на додека е во сила просторно врз основа на кои се издадени истите. Значи, она што се злоупотребува во овој предлог закон, изменување на законот, е тоа дека се крати се, за да се скрати времето на донесување, се заобиколува законот кој што ние за градба го имаме, се повикуваме на некои други закони од други држави и сето тоа е зацкриено за подплаштот на јавен интерес, стратешко значење, приближување кон коридорите. Благодарам, колешке. А договорот, вие, колега, дали го имате видено? Благодарам, колешке. Дали го имате